Леле. Добро бе. Си, синко? Не ме мавај. Добро ли си, а? Добро бе, види. Ти го направил да видам јас Коптагел душа. Господе Боже. Исмаиловците ме скршија од ќоте, готов сум ми. Ту, ке бидеш добро, бе, ајде. Добро ли си? Ајде, луѓе, земете го, кренете го, однесете го, ајде. Ајде, браче, полека, ајде, стани, ајде. Полека, само ве молам. Полека само, полека. Внимавајте, ве молам. Имам грч во ногата. Полека, види, не влечи толку. Ајде. Абе, имам грч, ти викам во ногата, ало. Внимавајте, ве молам. Полека, застани. Ај, што се случи? Добре, сико, добро, ајде, чекај. Ај, само ве молам, внимавајте. Ај. Чекај. Ке те исправам, чекај, Добро ли си? така. Добре, синко, смири се, Господе Боже. Синко, сигурен си дека беа Исмаиловци, бе? Може би бил некој друг, а? Абе, па ме нападна, а ти велам, не сум слеп, Господе. Да, не си видел убаво, бе. Да не си разбрал погрешно, еве, има ли некој од нив овде? Еве, едниот е овде. Каде се другите? Ајде, овој не видел убаво. И Ерол ли не видел убаво? Господе Боже. Добро, може би некој од нив е овде, ама таму беа тие, сега сигурен сум дека беа тие, значи ви се колнам, ме скршија. Ај, ве молам, господине Дузгун, полека, ве Добро, молам. не грижи се, ајде. Дуздју, што правиш, бе? Ако скршиле нешто, а? Застани, те молам, полека. Јас се ке стредам, Господе Боже. Ајде да му се. Полека. Се да се мешало. Абе, многу ме претепаат, ме нападна, ме искршија од ќотек. Ај, немилосрдни. Сега ќе ви покажам. Ајде да видиме, дали вие можете со мене. Вос! Бурали! Наџир! Коптагел! Среќа, минибус! Имаш сила, Коптагел! Тргни се! Ај! Бегајте! Бегај! Тргни се, бе! Бегате, а? Чекай да поминам, девојки. Ајде, синко, Коптагел. Соблече бе кошулата да ти намачкам раните, ајде да ти ги премачкам, убава е мастова. Ај, што е тоа? Абе, ова е мелем од билки што го направив. Сама и ќе му помогне на раните да се... Еј, Белја, сега види, не сакам да ме изгориште. Молам, немој вака сега. Ај, како така, Господе Боже, модерната медицина отиде толку далеку, а вие сакате со бабини деветини да лечите. Ти си бабина деветина, душо. Ај, ви се молам, срамота е тоа што го зборувате, си ја покажувате културата. Ке почнам од почеток. Не од почеток пак. Во право е човекот. Ве молам, нема потреба таков разговор. Ке ги најдете Исмаиловци и убаво ќе ги казните. Сепак претепан човек, така ли е, а? Кјужџо нема право. Ако тепаат некој човек без причина, тогаш треба да бидат казнети. Што ти е тебе, а? Што ти е тебе сега? Не почнувај пак, бе. Што ти е тебе? Каква казна, а? Какво судење? Може би момците имале причина за тоа? Зете, на чија страна си ти жити Бога? Велат дека го истепале синти и вие што правите? Слушај, мамо, ти подобро да молчиш, ќе ти покажам јас тебе. Ако некој повиши глас на жена и таа ќе го повиши, зошто ја навредуваш? Абе, доста веќе! Ми се смачи веќе од ова. Го донесов минибусот во ова село и не можам да бидам среќен, бе, пријатели. Ха, ете сам си кажа. Однесете го вашиот минибус одовде и нашите проблеми ќе завршат.
Зошто? Да мине да те прашам нешто, дали сте алергични на минибусот? Не сум бе алергична. Такви се правилата на нашето село. Ха? Така ли е, девојки? Не сакаме минибус во селото. Само малку. Нема да ви дозволам да зборувате така само од минибус. Тоа е моето богатство. Јас зборувам ли вака за вашето магаре, например, а? Уште и за магарето да зборуваш, бе. Му припаѓа на вашиот старешина. Осем тоа, има ли моето магаре управувач како твојот минибус, а? Смејте се, на се смејте се. Господе Боже, размислете малку, бре. Вашето магаре нема управувач. Ама моето магаре испушта дополнителни гасови во атмосферата. Слушај ги, бе. Ви врши работа тоа или воденинајат? Што зборуваш ти? Не играј си мајта, берешат. Море мене, и ти се шегуваше колку што знам јас. Место да седите и да му се смеете на момчето, подобро размислете што ќе правите со Исмаиловците. Така мислам јас. Престанете веќе еднаш со тие Исмаиловци. Зар мислите дека е добро тројца да нападнат еден човек? Нема никаков срам, нема никаков срам. Тоа е надвор од секакво човечко размислување. Кажи ми, кои се твоите планови за воиднина? Не кажав ништо. Рече дека имаш планови за воиднина. Рече дојдов да разговарам со тебе. Тие планови не се во врска со тебе. А во врска со кого? Со мене. Всушност имам некои планови за еднината. Ке разговарам со вас за нив. Ама сега се селам во село. Мора да добијам неколку совети од тебе за пресалба. Што сеете, што жнеете, што продавате, под кои услови продавате. А што ќе биде кога ќе дознаеш се? Ќе биде нешто за кое што не сонуваш. Ти ли ќе го направиш тоа? Секако. Студирав менеджмент во Европа, во Америка економија. Добро си се снашал, само не знам дали има потреба од тоа. Бидејќи пред да дојдеш, луѓето успеваат да продадат се што имаат. Сите се способни, му благодарам на Бога. Дадо, Што се случи, девојко? како што е? Девојките напиша во групата. Напишале во група. Исмаилите го истепале коптагел, сега се во кафеаната. Навистина, коптагел го истепале. Навистина, но зошто? Не знам, да одиме и да видиме. Хајде да одиме, ајде. Да одиме, ајде. Чекајте ме. Коптагел. Што се случува во селото? Абе, брат, сега навистина не ме интересира. Знаете дека имаме уште еден проблем сега. Не можеме со еден човек на крај да излеземе, да немаше стап ќе му покаже убаво, ама... Абе, слушај мамо, Кусиот сигурно знае се. Хајде, ави му се праша го, бе, брат. Кажи, братче. Има ли вести, бе? Вести? Што има ново, бе, синко? Работата се искомплицира. Што да правите со коптагел, бе? Сте го претепале? Ние ли? Не, брату, тој не претепа нас, седва и се спасивме. Абе, човекот седи тук и цело време се жали. Ве обвини вас тројцата. Цело село ве бара, сите се вознемирени и бесни и разгневени. Бато Дуџун цело време вика, жените ке судат, жените ке судат, жените ке судат. Само господин Фикри ве брани цело време, така да знаете. Како тоа? Не брани нас, а не синот. И јас не разбирам. Како и да е, ти само известувај не со се, добро? Ние нема да се појавиме. Кај бајракот ке се видиме. Добро, се гледаме подосна. Што се случи, зборувај? Лошо е, готови сме. Немој, бе. Ќе те раскажам, ајде. Братче, сега готови ли сме, а? Готови сме, готови. Да му се плукна. Господе Боже, бе, Господе Боже, бе. Каде се овие Исмаиловци? Каде се? Господе Боже, треба да ги најдеме побрзо и да ги казниме. Слушате, жени, ако Исмаиловците не ги осудите денес после ручек, тоа ќе значи дека ги кршите вашите правила и се однесувате лошо. Ќе изгубите довербата и ќе направите злосторство. Дуџун ја зборува, вистината е мине. Добро бе, добро, разбравме. Жени, да се собереме денес на соодветно место после ручекот и да разговараме за казната на Исмаилите, во ред? Да. Може.
Боже. Што се случи? Што да се случи, браќата Исмаиловци го истепале. Бато, добро си? Абе, брат, како да бидам добро, ме нападна неочекувано, бе, Фердо. Нека е со помин, пријателе. Абе, Куси, ти си душа. Слушај, Куси, каде си Исмаиловците? Сигурно знаеш каде сте. Кажи ми каде сте. Ќе одиме да ги казниме. Чишко душу, не знам кај се. Ги барав на телефон, ама не ми се јават. Се јави телефонска секретарка и таму оставив порака за нив. Ке ни се јават. Немојте да се грижите. Секретарка? Аха. Керко, не ли ти жал за него? Да. Нека поминува со лесно. Благодарам. Фала. Од каде минибусов? Не го препозна нашиот минибус? Го препознав, се изненадив. Ке одам да го видам минибусот. Ако, му недостасуваше. Фердо, брат, јас ти купив еден мал подарок. Таму е во пакетот, ќе го видиш. Добро, бато. Абе, алала ти и во ваква состојба мислиш на братот. Ќе ти отворам врата. Опа, види го ти, зетко. Знаел да биде човек. Воопшто не штедел пари. Исмаили. Слушнете ме, жени, не смеете да ги жалите Исмаиловци затоа што ги сакате. Ова мора да биде според закон. Добро, рековме веќе, разбирам, аман. Значи ова што го правите навистина е лошо. Не зборувате така, господине Фикри, мора да им се суди, мора. Сакав да кажам нешто, Фикри. Кажи. Ако сте слободни вечерва, ве канам на ифтар со целото семејство. Да. Што велиш, добра идеја би било, а? Реков добро ден, што сега шуште? Каде си Исмаиловците? Мора да ги најдеме бргу и да им судиме. Ако треба ќе се собереме сите и ќе тренеме да ги бараме. Затоа мислам дека не смееме да седиме и да чекаме. Ти, бабо, седи. Господе Боже, овој продолжи да зборува. Не зборувам, ќе викам. Ти па зошто си се намерачил толку? Нема да избегаат од овде, аман? Сигурно дека нема. Повеле. Ги најдов Исмаили. Навистина ли, каде? На ридот кај бајракот. Дојдете. Благодарам многу. Фала. Фала, навистина фала. Секоја чест. Кој беше Коптагел? Ова директорот на нашата станица сакаше да ми честита за тоа што го купив минибусот и ете, сега така се гордеат со мене велат. Ај, колку убаво. Да. Бато Дужјан, може ли да поразговараме малку? Дојди, сико, дојди. Да ти помогнем да станеш. Може да ми дадеш рака малку? Фала. Дојди. Ајде. Ајде сега вака. Како боли. Што има? Бато Дужјан, знам каде се кријат Исмаиловци. Кажи каде се. На ридот биле. Сега ми јавија по телефон, не сакав да зборувам тука пред Демине, затоа што знам дека и се мили. Ќе им се јави, ќе ги извести и ќе избегаат. Подобро ние да ги фатиме сами да ги донесеме. Право си, одлично. Нема да одиме сами, ќе најдеме некој да ни помогне. Знаеш ли, може да го викнеме Драго. Не го кажуваш точното име, ќе ти обастам подосна. Разбра? Ерол! Повели газда? Ајде, синко. Ајде, качи се. Ајде. Каде? Не прашувај, качувај се. Каде одат овие? Боже, каде ќе одат сега тие?
Каде ќе одат? Уште во почетокот место да се залагате за синот, ги браневте Исмаиловци, се навредија и заминаа. Многу се искомплицира работата. Само да знаете, не знам уште колку многу ќе може старешината имене да го издржи присуството на господин Дујџон. Значи ке не казнат, а, брато? Па ќе ве казнат. Ама смислив стратегија да не ве судат и да не ве казнат. Епа, Куси, кажи ни ја таа стратегија, ајде бе, брате, ве чекаме. Види, брате, всушност најважно нешто во овој инцидент е местото каде што почнал инцидентот. Знаете ли зашто? Во судската пракса има нешто што се нарекува комисија за причина и последица. Што зборуваш ти бе, братче? Каква комисија? Не разбирам ништо. Ако ме прашувате мене, подобро да си одиме одовде, овој пат на вистина ја оплескавме работата, ајде. Лас, брате, кај ќе бегаме? Може да ми одговориш на тоа прашање? Да седнеме во кола и да возиме до градот, тоа е најблиското место. Полека, браќа, сакавме да сме селски момци. Да се срамиме ли? А зошто би се срамеле? Зошто да се срамам? Ќе сум се срамел. Не ми беше срам да бидам селско момче, сега ќе се срамам. Господе Боже. Жими се, јас. И мене не ми е срам. Од што да се срамам? Куси, стресот пред суд е ужасен. Ќе умрам од страв. А и какви проблеми ќе си направиме? Дали си размислувал? Нема да не се случи ништо ако ја следите мојата стратегија. Да, секако, стратегија, да си запнал со таа стратегија. Ти си рад, бе, брат. Па ти не беше со нас, може да си бидеш спокоен, така? Слушај, ваму. Послушајте ме сите. Што ќе се случи ако избегате? Ајде бе, двајца ги избегате. Ама овој бурел има работа овде. Така е, брат. Искрено, брат, жал ми е. Ама страв ми од пресудата на таа жена, како да не ми е страв? Абе, само слушајте ме. Браќа, нашиот Куси се обидува да ни помогне. Вие сте странка која исто така примила удари, така? Искрено не е така. Избегавме. Да. Добро. Овде има само еден проблем. Дали вие почнавте кавгата? Така или не? Мора да се најде решение. Разбирате ли? Братче, што зборуваш ти, бе? Види, многу не буниш вака, Куси. Синко, се коцкаш ти? Знаеш дека е забрането коцкање овде во ова село, така? Нема коцкање, Шапшал, нема. Треба решение. Не разбирам, не. Зошто тогаш го нападнавте Коптагел? Бато Дујџон сака да му ја даде Илѓун и затоа го тепавме. Браво, мој глупав брато, браво! Ако кажете така, сигурно ќе ве казнат. Да. Вие велите да. Дојди ваму. Слушај сега. Значи вака. Зашто зборуваат овие? Ако приидам ќе ме забележат. Не можам. Само така ќе се заштитите. Јас сватив се и прифатив. А мене не ми влегува во глава, бе. Братче, јас не разбрав ништо од тоа. Кога зборувавте за крајот, почетокот го испуштив. Добро, браќа. Што да правам? Таму се. Еве. Ајде. Хајде, одиме. Синко, чекај, застани. Вие двајца станете овде. Езрул, ти ќе дојдеш со мене. Ќе свртиме од другата страна и тогаш ќе ги фатиме сите. Добро. Ајде, операцијата почнува. Ајде, синко. Точно на време, ајде. Чекај, брат, чекај. Не може вака да одиш. Прави исто како мене. Мислам, оди по мене. Ајде бе, ти си наред, ајде. Браќа, ако избегате ќе имате проблеми. Тогаш нема да ви ги дадат девојките. Не, нема што да се прави. Значи, додека не попуштат овде малку сите, јас нема да бидам овде. Ајде бегаме, брат. Каде? Браќа! Здраво. Лас, бегај ваму. Кај сте трнале, бе? Здраво. Чичко, Дујџон, како си? Добар сум, како си ти? Па, како што гледат. Ние не сме виновни за ништо, Чичко Дујџон. Искрено не знам кој е виновен, а кој не. Многу добро знаете дека тука се главни жените и тие ќе ви судат. Леле. Ајде да се сипнеме. Нема ли да се сожалите? Многу е шешко. После тоа сакате да избегате. Ајде, одиме. Ајде. Ајде, одиме, одиме. Тргај. Добро, бе. Доне. Девојко, кому зборувам јас? Извини, бато. Слушавам, спреми ја масата за ифтар. Бидејќи е маса за ифтар, спремете многу храна. Добро, ќе спремам се, бато. Господи Боже, ќе спремам, бато, ќе спремам. Уште бели, слушај, на масата мора да има се, разбра?
Замисли некој да дојде и да ти ја побара раката. Сериозно? Јас сум ти брат, Господи Боже, мора да ме потпрашуваш после секој збор. Ако сакаш ќе ти го нацртам. Не сакам повеќе. Бато, Коптагел и неговите ќе дојдат, нели? Да, ќе дојде Коптагел, татко му, браќата, тетката. Како и да е. Побрзај, спреми се, добро? Добро, бато, добро. Ајде. Девојко, знаеш што се случило на площадот? Девојките пишаа во група, погледни. Што ме засега тоа мене? Помогни ми само да станам. Ај. Зошто седиш тука? Јога ли вежба, што правиш? Не, девојко, каква јога? Бато рече дека вечерва ќе дојде Коптагел со неговите за да ме побара, така рече. Сигурна ли си? Да, рече дека ќе дојде да ја побара мојата рака и рече да размислам. Ама зошто би размислувала? Веднаш ќе кажем дека се согласувам. Уште кога сум се родила сум рекла да за мојот Коптагел. Ајде тогаш со среќа, нека ти е душа моја. Дојди да те бакнам. Јас излегувам, ќе дојдеш со мене? Не доаѓам. Ти треба ли нешто? Да, Јапрак. Кажи му на Муезин Ефенди да дојде веднаш овде. Добро. Јапрак, само немој да заборавиш. Веројатно ќе заборавам. Затоа, јави ми се за 10 минути и потсети ме. Ајде, одам сега јас. Уште поминува како ветар покрај мене. Не трчај, девојко. Уште малку и ќе заборавиш каде одиш, ало? Еј, ја удри девојката што направи. Сестра ми отиде, ми умре пред очи, ми умре девојчето. Еј, не умре, еј. Што правиш, бато? Девојко, не умре? Не грижи се, не умрев. Кога го видов минибусот, скокнав. Господи Боже, зошто трчаш по улица? Ова е улица, има да те врзам стојажево. Немој, бато, немој. Дојди ваму. Немој. Мора ли ние да се занимаваме со овие глупости? Тие се млади, може да бидат пријатели и да се караат меѓу себе. Не сте се карале ли вие во младоста? Господе Боже, кога се расправаме, вака ли ни судеа пред сите? Сега се сменија правилата, господине Фикри. Така мора за да не се расправаме меѓу себе. Изгледа дека овој пат претеравме, така? Да заборавиме на тоа. Господи Емине, мислам дека сте на ничија страна. Господе Боже, тоа воопшто не ти доликува. Тоа има многу да ви наштети вам. Како и да е, има да бидат казнети, точка. Убавина, Исмаиловци и Коптагел, овде се собрале сите. Така е, веднаш се собрале. Слушај, Решат, што? Дали си им брат ти на момците, Па заштити ги браќата? Секој од различна причина ги напаѓат, секој сака да ги изфрлат од селото, Фикри, само да ти кажам нешто, како веднаш да ги осудија жениве? Добро, ајде девојки да седнеме на своите места, сите да се спремат и... Ајде бе девојки, ајде. Ајде девојки. Ајде сите на своите места. Јапрак, заборави, нели? Што? Нели, ти реков да му кажеш на Муезин Ефенди да дојде брзо? Добро, ќе му кажам. Ама, чекај, имам неколку бомбастични вести за тебе. Што е тоа? Спремна си? Коптагел донел минибус во селото? Навистина? А како изгледа? Па нешто како градски минибус, ете. Господи Боже, а зошто го донел овде? Мислам дека тој минибус го донел за невеста. Навистина. Ајде. Кажи му на Муезин Ефенди брзо да дојде кај мене, добро? Добро, разбрав. Веднаш ќе му кажам, добро? Добро. Муезин Ефенди, сестра ми ве замолува да одите кај не. Добро, штом заврши судењето ќе одам, ако даде Господ. Не може ако даде Господ. Многу е важно. Ќе имаме гости. Мислам дека заради тоа те бара, да? Имате гости? Машала. Епа ќе одам тогаш, ајде, одам веднаш, ајде, поздрав.
Се гледаме. Дај Боже. Што ќе правам ако го протераат маџер од селото? Тогаш и кусиот ќе го протераат. Добро, но бил во кафеаната, не го типал коптагел. Зошто да го протираат? Ауф. Прво и најважно е што тато сака да им се суди. Ќе одам да разговарам со тато. Ќе му кажам да се откаже од жалбата. Мислам дека нема да помогне, ама ќе се обидам место вас. Тато, сакам да ти кажам нешто. Ајде, кажи. Ти ли беше тој што поднесе жалба за Исмаилите? Да, јас. Можеш ли да се откажеш? Ти, Керко, сега ме видиш јас да се откажам, нели? И нивите лутори да останат неказнети. Не. Не. Братчиња, нашиот живот зависи од тоа што ќе го кажат жените, знаете, нели? Изгледа многу лошо ќе поминем, а? Погледнете баба Нурија колку лошо не гледа. Шкрипи со тоа завид, колку што ги има. Ова ни е последен ден во селото изгледа. Браќо, оставете го на мене. Остануваме во селово. Куси Исмаил. Истапи пред нив, мора да почнеме. Не, да доемине. Останувам со браќата, ќе им бидам адвокат. Добро, тогаш можеш да останеш. Тогаш оди и таму. Девојки, останете вие каде што сте. Ајде, застанете сите на вашите места. Значи, Маџер Исмаил, Ласи Исмаил и Бурали Исмаил сте го истепале коптагел и затоа ќе ви се суди овде. Ќе кажете ли нешто за ова? Јас ќе кажам. Што правите, господине Фикри? Молчи малку. А што правиш ти, бе? Ајде, нема да зборуваш таму, седи, молчи. А, Боже. Бато Фикри, не те прашав тебе, бе. Ги прашав Исмаилите. Исмаиловци, имате ли нешто против ова што се кажа, бе? Имам. Кажи, бе, ајде. Се скаравме со бато коптагел. Може да прашате зошто се каравме? Па, синко, бе, тоа и те прашувам. Ајде, кажи да видиме. Трчавме по селскиот пат. Каде избегавте, бе? Джогинг. Што? Джогинг. Тоа е еден вид на спорт. Бидејќи јас сум слаб, не отидов да трчам со нив. Нели е така, браќа? Ајде, продолжиме. Фала. Потоа во еден момент го видовме минибусот. Знаете, минибуси не се дозволени во ова село. Го запревме минибусот, коптагел излезе од него и дечково почна да ни се спротиставува. Ние немавме што да правиме, почнавме да се тепаме. Слушавте ли сега? И ти имаат своји причини? Видете ќе овие лаги, господе. Драги судија, поротници, со ваша дозвола имам прашање за Исмаиловците во врска со минибусот. Дали ме предупредивте дека ќе се борите со мене кога влегов со минибусот во ова село? Ме предупредивте? Или не ме предупредивте? Веднаш ме нападнавте. Судија, немам повеќе прашања. Овие будали извинете. Обвинетите се ваши. Лага! Овој човек не нападна со хајдара. Драг судија, јас немав никаков предмет со мене, затоа зборуваат сите рани на мене. Благодарам. Исмаили, абе, кој е тој хајдар? Ама бе да тој мине. Хајдар е бейсбол палка. Палка за бейсбол? Палка за бейсбол? Да. Палката стои до седиштето во минибусот. Ако не верувате, видете сами. Да мине. Треба ли додам јас по овој хајдар? Донеси го да го видиме. Не може да влезат во мојот минибус без дозвола, како? Тивко таму, бе. Ама не дозволувам. Абе, ќути. Да мине. Еве, со ова нешто не претепа. Што е тоа, бе? Што е ова, бе, момче? Неговото оружје. Со тоа не претепа. Затоа ние знаеме дека има хајдар. Да умрам ако не е така, ама ова може човек да убие. Ја разбирам ситуацијата. Овие Исмаиловци го запреле коптагел од вистинска причина. Меѓу младите дошло до расправија. А кога пораснала напнатоста, коптагел се бранел со оваа бейсбол палка. Нормално. Накратко, како што знаете, коптагел не е сосема невин, ама случајот се затвара овде. И така реков јас, ќе се затвори сега. Ама зошто да се затвори случајот? Секондам ништо не разбирам. Знаев јас, значи тој сепак ги нападнал со бейсбол палка. Знаев јас. Сега,
Ќе седнеме со одборот на жени и ќе донесеме одлука, а за тоа време вие може да се опуштите додека одам да разговарам јас со жените. Ајде сега се гледаме подоцна, може? Ајде. Ајде, чао, дами. Ајде, душо, ајде, повелете вамо. Тебе те избрав. Имам, дојди ваму. Дојди. Дојди ваму, дојди. Еве си. Дојди, готово. Доне, сестро! Ги фатив веќе, готово. А сега ќе го запрашам тоа како што налага верата. Сега ќе направам се што треба. Ајде, дојдете. Ајде. Што ќе правиме, Исмаил? Што ќе правиме, бе, Ѓулѓан? Кренете главата пред судбината. Што да се прави? Ветевме дека ќе се придржуваме до правилата, додека живееме во селото. И како што знаете, не е можно да не се одржи зборот. Што зборуваш? Ако донеса денес негативна одлука, ова ќе ви биде последниот ден во ова село. Да, може да биде. Кажавте последен ден. Илѓун, каде е? Сестра ми пред малку се обида да ве спаси, ама сега не знам каде е. Зарам нивиот брат Коптагил разговара со него и нека ја повлече жалбата. Да го спасиш Бурали Исмаил? Не е заради тоа. Не се работи за Бурали Исмаил, сепак тоа е од ова село и да сакаат не може да го истераат од селово. Ке си ја добие својата казна и тоа е се. Ама останатите Исмаиловци не се од тука. Навистина, Ѓулѓан многу ќе страда. Ајде те молам, разговарај со него. Ако ги истераат Исмаиловците од селово, судбината за не би била сурова. Ајде те молам, разговарај со него. Ајде те молам. Значи велиш ако ме сакаш ке помогнеш? Ферит, зарем е време за игра сега? Не е игра. Јас те сакам и ќе ти помогнам. Дојди. Застани, татко ми е тука, не зборувај. Добро, кога ќе си оди татко ти ќе зборувам со него. Добра. Девојки, најлогично е да се зборува со таткови. Како тоа? Што ќе му кажеме на татко ми? Зарем не му е важно се вова? Да. Ќе се собереа жените да не притиснеше тој? Не би се собрале. Така е, бе, брат. Ете, зошто не разговараш со татко ти? Може би вреди да се обидеме, а? Никој ли не може да види дека сме оштетени чишко Дузѓун изврши голем притисок врз судот? Никој ли? Нема да се согласи. Да Илѓун разговараше со него, не се согласи. Разговарајте уште еднаш, Ѓулѓун. Инаку ќе бидеме протерани од селото. Ајде обиди се уште еднаш, бе. Тогаш уште еднаш да се обидеме. Ајде. Тато? Кажи. Сакаме да те замолиме нешто. Ајде, кажи. Тато, може ли да не настојуваш толку да ги осудат Исмаиловци? Зошто? И тие се греота. Што се не помина од како дојде овде да си го најде таткот? Колку години живеат тука? Веќе станаа како селаните. Затоа велам. Вие не се мешајте. Ќе бидат казнети како што заслужиле. Тие требало пред тоа многу убаво да размислат пред да го направат тоа. Точно. Ајде сега, керки мои, одете и бркајте си ја вашата работа. Ајде. Видовме. Значи, како што реков, одете и бркајте си ја вашата работа. Вие не мешајте се. Ајде, тргајте и одете. Ајде. Слушајте, браќа. Овие девојки се како кралици. Како ли само се обидуваат да не спасат, гледате? Сега го, брате, затоа ги сакаме. Бе. Ласи Исмаил, што направи? Што правиш, бе, не исплаши? Девојко, луда ли си ти? Зошто се прикрадуваш како лисица? Само што станав сведок на вашиот разговор. Едно нешто ме интересира. Моите сестри прават се за вас. Онаа твоја на Јапрак, што направи за тебе денес, многу ме интересира тоа, кажи. Мојата Јапрак? Не знам што направи. Бога ми, не знам. Мислам дека направила нешто. Слушај, му, какви се овие загадки? Што направила Јапрак? Па не знам. Заедно со Џунејд стојат под стеблото на чинарот и планираат нешто. Вчера кога ме виде ми рече, нели ми рече... Што сум рекол? Тоа те прашувам, да заборавив.
Ке ме подсетиш ли? Ја прак дај бе, те молам, од каде да знам, и јас заборавив, не ме прашуве веќе за тоа, те молам, како да се сетам, ајде пушти ме да си одам. Чекај. Не си оди. Само сакам да те прашам нешто. Праши. Ова, Што правиш бе ти овде? Абе, жими Бога, ништо не правиме, верувај. Абе, сакаш да земам да те истепам убаво, а? Не, нема потреба тоа, навистина, еве си одам сега веднаш, се гледаме, ајде, поздрав, чао. Застани малку, сакам да разговарам со тебе, дојди. Морам да одам, ќе разговараме подоцна, ајде. Што се случува? Бато, Лас Исмаил ќе ме фатеше за малку, волку фалеш. Не привлекувај внимание. Добро. Добро? Добро. Ајде сите да се вратат на своето место. се враќаат. Почнува, Ајде да видиме. Што се случува? Бато, девојката те моли. Да, навистина, ова е многу важно. Може ли да ја повлечеш жалбата, те молам? Ајде бе, аман, ќе го направам тоа, ама заради тебе. Инаку не би се предомислил, да знаеш. Благодарам. Девојки, може да бидете спокојни. Разговарав со Коптагил, ќе повлече жалбата. Сигурна ли си, Дадо? Да. Разговарав и со Ферит. Го замоли и тој се согласи. Фала, Дадо. А сега, жителите на селото сакли кои? Размислувавме, разговаравме и донесовме одлука. Нашата одлука е следна. Почитуван судија, може ли да кажам нешто? Повели? Почитуван судија и честна порота, судија, сакам да ја повлечам, ако може, жалбата. Што? Исмаиловците исто нека повлечат нивната жалба и нека се заврши оваа работа, ве молам. Добро си кажува Коптагел. Нека заврши овој циркус. Ова е навистина глупаво. Нека се заврши. Само да знаеш, нема да заврши, господин Нефикви. Тебе ли ќе те прашаме? Секако дека мене. Кога еден човек ќе поднесе жалба, не може да се повлече. Овде постојат правила. Така ли е, мине? Дуздјун е во право. Ако поднесе некој жалба, не може да се повлече. Ете такви се правилата на нашето село. Така да си знаете, мислам. Така е. Ама сите вие сте луѓе. Воопшто ли немате мозок во главата? Види ги бе што зборуваат. Види. Да не го нервираме повеќе господинот Фикри. Ќе ви кажам што одлучивме. Ние не можевме да донесеме конечна одлука и така. Ама како? Што? Како вака и што ќе биде сега? Што да биде? Тие ќе си остана тука. Не може така. А, Боже. Ќе биде затоа што не можевме да се договориме. И донесовме ваква одлука. Ќе се одложи донесувањето одлука на некој друг собир. Здравје, затоа сега никој нема да биде казнет. Што значи тоа ќе се одложи одлуката? Јас не разбирам, навистина ништо не разбирам. Видели, Ох, одлично. Правдата е задоволена. Сега не прифаќаме никаков приговор. Ова судење заврши. Ајде сега сите нека се разотидат по дома и нека ви е убав денот на сите. сега сум рад. Убаво судење, ама сега сум мирен и спокоен, колку ми е убаво, ајде. Зошто ме се откажа? Слобода! Зошто се откажа? Ќе ти кажам подоцна. Ајде беге бе. Баш се опустив да ти кажам. Изигра, ме направи будала и ме посрамоти пред цело село. Ова го сакаше? Да, ова. Исмаиловците сега се спасија. И јас ке те замолам сега за услуга. Каква услуга? Ти ме замоли, јас се согласив. Сега јас ке те замолам тебе нешто. Тоа значи дека мора да се отплати се? Па се, дури. И љубовта е горка кога не е возвратена, знаеш? Што ти е... Што ти реков јас тебе? Мојата љубов се загорчи, Илѓун. Зошто? Затоа што е еднострана. Ов, каква е оваа болка. Нека изгори светот. Љубовта во мене ми прави голема тежина, како да гори од корен ноќ на мора, како во ужас. И повторно се шегуваш ти, нели? Ме сакаш ли?
Доаѓа татко ми. Овој пат не паѓам на финта. На што нема да паднеш? На тоа дека доаѓа татко ти. Ке се свртам, ти ке избегаш, така? Не, на вистина доаѓа. Тогаш добро, нека дојде, те молам одговори ми на прашањето. Кое прашање? Добро, да повторам. Не. Добро, не го повторувај. Добро. О, супер. Кој? Татко ми. Се шегуваш? Што е ова? Многу ме интересира што се прави овде. Да не треба нешто, млад господине? Па, со татко ми се налутивте. И велев на Илгјун да се обиде да ве смири, за да се заврши со продажбата. И Илгјун ми рече добро. И кога ми одговори добро, реков супер, тоа се случи. Така беше. Види. Не е толку лесно. Ајде, оди поздрави го татко ти, оти тој ги предизвика кавгите. Треба ли човек да брани странци место собствен син? Така е, не требаше. Ајде, оди. Кажи му на татко ти да се однесува нормално. Добро, ќе му кажам. Ако дозволите да одиме заедно со Илгјун, подобро ќе биде ако заедно разговараме. Значи ќе биде подобро ако појдете двајцата, нели? Да. Ајде, оди сам, тргнувај. Ајде. Добро, да одам. Не успеа. Да се свртам, да видам Илгјун дали ме гледа. Не, Дузгјун сигурно ме гледа. Нема смисла да го гледам Дузгјун и да се смеам. Магаре. Ова Магаре ја кажа вистината? Да, вистината ја кажа. Добро. Ајде, оди дома. Добро, тато. Каде е овој Ферит? Побарај го. Во право си, да му се јавам тогаш. Да, бато. Каде си бе ти, што велиш бато некој до тебе, а? Што да правам? Се јавив и спуштив. Нема веќе минути. Овде сме со господин Дузгјун блиску до плоштадот. Таму ли сте уште? Разбрав. Веројатно си бил со неа, така? Да, бато, на истото место. Да. Ајде, дојде вам му Фер да имаме работа. Хајде. Доаѓам, бато, доаѓам. Му задзвонев и чекав да се јави. Позади дрвото? Не звони позади дрво, нема да има сигнал. Ајде, тргнувај да одиме. Ајде. Што ти бе? Се мешаш во се? Еј, ало, тето, ајде стани малку. Ај, доаѓам, тетино. Кажи, тетино. Мора, слушај, да се видам веднаш со Фердо. Мора да разговарам со исмаиловците, ако си ставиле во глава да го истепаат, човекот ќе го истепаат, да ти кажам, и се колнам, ќе ги истепаат Дузгјун и Фердо. Не дај Боже. Секако. Мора да разговарам за да нема проблеми, ме разбираш ли, душо мој? Душо, внимавај во ред. Абе, добро сум јас, само се преправав. Како тоа? Добро сум. Ништо не ми е, абе, душо моја. Слуш, значи ме нападна, да. Ама кога ја земав таа палката и се исплаши, а избега. Го направив тоа за да не ме осудат жените, ме разбираш, туку нив да ги судат, сваќаш ли, бе, душа? Ај, лаву мој, убаво си направил. Го разбира, нормално. Ај. Види, јас тргнав на кај тебе, бе, брат. Чичко Дузјун, слушај, ако ми дозволите, да го земам на кратко, брат, ми има малку работа со него. Многу брзо ќе завршиме. Секако, синко, земи го.
И без тоа сега одам кај советот на жените, ќе ги замолам да одлучат. Ајде. Ти реков имам работа со тебе. Брат, мојот случај е поважен. Покажи малку разбирање, ќе живееме овде, после ќе имаме време за твојот проблем. Ајде бе, брат, ајде.